Харизма, претерана контрола, шамар, ќотек, па извинувања по стопати. Повторно и повторно. Насилството не е еднократен инцидент, туку однесување што се создава долг период. Желбата за контрола и доминација врз жртвата е клучна, едногласни се психолозите. Домаќини надвор, тепачи дома. Насилниците според нив носат една социјална маска во околината, а во рамки на семејството се опуштаат и го покажуваат вистинското лице. Во Македонија голема улога има и традиционалниот менталитет на сваќања, во кој мажот е глава на семејството и ги донесува сите одлуки. Модерните времења носат нов распоред на родовите улоги, па има луѓе кои не можат да ја прифатат промената, велат стручњаците. Најчесто насилниците имаат траума од авторитети дома, чие однесување го копираат. Која нема некоја средина која ќе ги контролира и која ќе го судува и онда се троши тука агресијата. Секој тоа е поврзано и на индивидуално ниво, нели? Насилството иде, можеме да кажеме, да е на несигурна, недоволно адекватно структурна личност која има страв. Тоа е, значи, базично тука лежите страв, можеби предизвикано од некоја травма децото, што е многу често. Најчесто е тоа поврзано со страв од напуштање. Сериозни промени во однесувањето се можни. Центрите за социјална работа, полицијата, обвинителството и судовите треба координирано да работат за да се намали насилството како појава. Траумите на децата треба да се детектираат и во текот на образовниот процес. Сите инциденти да се документираат и процесуираат. Од организацијата Хера, чии психолози работат и со жртвите и со насилниците, велат дека тие треба да научат како да се справат со стресот и агресивноста и како правилно да бараат решение за проблемите, без да повредат други луѓе. Кога остануваат во програма и ја работа до крај. Ние имаме можност и мултисекторски действуваме кога има видување со деца. Значи не секоја ситуација кога има семејно насилство одлучуваат да се разведат. Имаме позитивни случаи, позитивни исходи кога одлучиле да бидат добри родители, насилството прекинува, видувањето со децата е унапредено, е многу подобро и нема ризик нити за жртвата, нити за децата кои што се во тоа семејство. Бројот на пријави за семејно и друго насилство во последниве месеци расте под зголемениот притисок на јавноста. Гонењето на насилниците по службена должност, дури и без жртвата да поднесе пријава, треба да направи драстична промена. И покрај тоа, за 3 месеци во земјава имаше 7 починати поради семејно насилство или една жртва на помалку од 15 дена.